Овој механизам на одредници беше развиен во контекст на Романија и Бугарија во постпристапниот период, додека сега се имплементира за секое поглавје од ЕУ законодавството во тек на преговорите. Овој механизам е поставен така за да ја помогне на земјата кандидат на потранспарентен начин, како и поконкретни со воспоставување на поконкретни услови, како да ги исполни барањата кои што таа ги очекува за да оди кон следниот чекор од овој процес. Нашето најконкретно искуство со одредниците и најпозитивно е во поглед на визната либерализација со патоказот кој што беше утврден, каде што можеме да видиме дека доколку од една страна има јасна политичка волја, јасна перспектива, очекувањата се, односно резултатите ги исполнуваат очекувањата. Така компаративно ако споредиме, гледаме дека ни сите 4 блока на одредници во тој период Македонија има едни од најдобрите резултати. Сега што се однесува на тоа условите кои што ги бидат поставени сега, можеме да очекуваме да ќе дури над оние кои што се поставени за Србија и Црна Гора, што може да биде и позитивно, бидејќи одредниците нема да се фокусираат само на слепо имплементирање на законодавството, односно слепо транспонирање на законодавството, туку и на фактичката евиденција. Можеме да видиме дека условите кои што се поставени во моментов се отклонуваат од претходните бранови на проширување, односно, пак ќе кажам, нема она формално транспонирање на законодавството, туку се фокусираат и на проценка на влијание, како и воспоставување и следење на евиденција за имплементација. Она што беше кажано во нашиот контекст, значи во заклучоците од Советот, е дека очекуваат да се сконцентрираме на реформите во безбедносните и разузнавачките служби, како и на судските реформи и реформите во јавната администрација. Повторно споредбено со Србија и Црна Гора можеме да очекуваме дека одредниците ќе се фокусираат на демонстрирање на еден солиден трак рекорд, особено што се однесува до деполитизација и вработување на база на заслуги во судството и јавната администрација. Споредбено, ако гледаме со како и другите земји во регионот, најголем предизвик ќе представуваат секако поглавјето 23 и 24. Доколку видиме во Црна Гора, значи само за поглавје 23 има 45 привремени одредници, а за поглавје 24 има 38. Значи, тоа е некоја пракса која што досега е, мислам, воспоставена дека цело време ќе се зголемуваат условите. Ако споредиме со Хрватска, овие две поглавја биле отворени и затворени во една година, додека за Србија дури 2,5 години по отварањето на преговорите овие поглави биле отворени. Така да можеме да очекуваме дека овие ќе представуваат најголем предизвик. Дополнително може да очекуваме дека и ако споредиме со Црна Гора, дека ќе представува предизвик и поглавјето на животна средина, како и на конкуренција. И во нашиот случај, доколку споредиме со последниот извештај на Европска комисија и поглавјето на слобода на движење на работниците и буџетските реформи. Од тоа што гледаме споредбено сега повторно со Србија и Црна Гора е дека се отвараат по две поглавја на секоја меѓувладина конференција која што се одржува нели на обично 6 месеци. Доколку споредиме со тоа, во просек би ни требале 9 години. Сепак, како што кажав и претходно, предност на Македонија што имаме најдобра усагласеност на законодавството во споредба со државите од регионот, така да можеме да очекуваме дека ова може да оди можеби побрзо.